Добро вечер во топ тема на ваша страна. Договорот од Преспа влезе во финале. Се очекува гласање во грчкиот парламент, каде што во тек е навистина бурна и емотивна дебата. За тоа каква е иднината на договорот од Грчка и какви потези и што не очекува на македонската и грчката политичка сцена, вечерва во студиото мои гости се министерот за надворешни работи Никола Димитров. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте еден од творците, да кажеме, на договорот од Преспа, кој практично со оваа ратификација на некој начин ќе стапи на сила, се разбира. Предпоследниот чекор. Предпоследниот чекор. И Атанас Кировски, главен уредник на телевизија Телма, но веројатно еден од најдобрите познавачи на грчката политичка сцена и на грчкото општество. Ги следите настаните во Грција од 91-ва како новинар, така да ги знаете сите актери и од минатото и актуелните. Ке коментираме што се случува, а за тоа практично што се случува во грчкиот парламент, како се одвива дебатата во моментот и овие изминати 2 дена. На линк ја имаме од Атина Марија Дивитарова. Марија, добро вечер. Стигна веста пред час и половина дека гласањето е одложено за утре, околу 14:30 часот, но во тек е дебатата. Кој говореше во парламентот досега и кои се нивните поенти? Сања, точно веста е дека практично ратификацијата или она како што кажа министерот Димитров пред последниот чекор, наместо како што се очекуваше околу полнок, практично е поместена за утре во 14:30 по локално време. Дебатата е жолчна, буквално жолчна, бидејќи никој не отстапува од својата позиција. Во последниве минути стигна информациите за всушност вербалната војна меѓу поранешните министри, министерот за надворешни работи Никос Кодзијас, кој што ја нападна Нова демократија заради тоа што ја обструира ратификацијата на договорот, ги повика пратениците да гласаат и рече дека всушност ја обвини Нова демократија дека не можела да го реши проблемот, а од друга страна ја кочи ратификацијата на договорот. Предходно поранешниот министер за одбрана Панос Каменос, кој всушност замина од владината коалиција токму поради несогласувањата со премиерот Ципрас околу договорот за името, го нарече ова дека е злосторство. Тој на неговиот профил на Твитер всушност ја реобјави сликата на македонскиот премиер Зоран Заев со Сорос објавена денеска на профилот на премиерот Заев и рече дека всушност договорот представува злосторство на тој пакт меѓу Заев и Сорос. Пријавени се многу пратеници, 205, тоа не се промени. Во текот на вчерашниот ден зборува 58. Времето на дебатата е ограничено за секој пратеник на 7 минути и всушност долгата листа на пријавени го одложи гласањето за ратификацијата на договорот од Преспа за утре во 14:30, бидејќи председателот на собранието Никос Вуцис смета дека треба да им се даде шанса на сите пратеници да се искажат околу договорот. Она што се уште останува нејасно е кога ќе се обратат лидерите на најголемите политички партии, премиерот и лидер на Сириза Алексис Ципрас и лидерот на Нова демократија Кириакос Мицотакис. Значи во игра се две варијанти. Едното е да бидат нивните обраќања вечерва пред завршувањето на дебатата, која е предвидено да трае до 1:30 по полноќ, и втората варијанта е тие да се обратат утре непосредно пред гласањето и да ги повикаат пратениците да го поддржат, односно да не го поддржат договорот. Сања. Марија, уште нешто за да имаме целата атмосфера. Беа најавени протести, дали тие почна и каде се одвиваат? Имаше во грчките медиуми дека во неделата на протестите имало и план да се влезе во парламентот. Каква е безбедносната ситуација околу?
Веројатно грчката полиција ги сметала за сериозни тие најави, затоа што, како што кажав и во вестите во 18:30, грчкиот парламент е буквално под полициска опсада. Значи, полицајците се опремени со целосна опрема, со газ маски, со штитови, со шлемови, затворени се приодите, се чуваат не само службените влезови на парламентот, туку е засилено полициското обезбедување и пред другите институции, како пред Министерството, например, за надворешни работи, таму каде што безбедносните служби процениле дека има потреба. Протестот се уште трае, се одржува на плоштадот Синтагма, но бројката на луѓе, според слободна проценка, не е ни приближно со она од неделните протести. Всушност и овие протести стои истиот организатор, тој Комитет за заштита на грчкиот карактер на Македонија, меѓутоа повикот за денешните протести беше објавен само преку интернет. Има приврзаници на тие десничарски движења, има таму противници на договорот за името, се веат грчки знамења, има официјални обраќања, бараат референдум за договорот, бараат оставка од председателот и се разбира, ја повторуваат она позната парола дека Македонија е една и Грчка. Протестот се уште не е завршен, значи час и половина веќе се собрани луѓето таму. Сања. Ти благодарам, Марија. Ќе те вклучиме повторно во текот на емисијата доколку има нови моменти од дебатата. Господине Димитров, гледаме дека, како што рече Марија, навистина жолчна дебата, се потсетуваат едни со други што направиле, што не направиле во минатото. Таква дебата како да изостана во македонскиот парламент. Кај нас помина некако многу помирно, иако ние го менуваме името, не Грција. Па, може би се работи за перцепција. Јас бев до премиерот Заев сите оние денови во собранието, каде што ние дискутиравме нацрт амандмани, прво самата ратификација во 2 наврати, па нацрт амандмани, јавната расправа, предлог амандманите, и тоа и во Комисијата за уставни прашања, и на пленум. Така што мене, од тоа низ кое што поминав, не ми изгледа дека кај нас беше тоа едноставна работа. Имаше и тоа пропуштени шанси, немало, имало, кој што можел да направи. Јас имам, сега скоро ќе имам интерпелација меѓу другото, кој што произлезе во контекст на една од тие дебати еден ден во собранието. Да, чинам следната недела е закажано. Мислам дека следната недела, најверојатно во вторник. Она што мене, може би е силен збор, фрапира, ама вистина ми го задржува многу вниманието, е вокабуларот на пропонентите на договорот. Ние од нашава страна, владата, пратениците што застанаа зад договорот, премиерот Ципрас, министерот Коцijas, претходникот, и сега актуелниот Катругалос, што ја врши таа должност. Зборуваме за еднината, зборуваме за решенија. И опонентите, кои што зборуваат за минатото, изборуваат за проблем. И дури обвинувањата, имаше една изјава од претходниот, од поранешниот премиер Караманлис, еве го лидерот на опозицијата баш во моментов зборува. Да, го имаме Мицотакис, кој сепак излезе, како што беше најавено вечерва. Се извинувам. Да, тука го имаме. Да пробаме малку да го, или да се продолжиме тука? Малку сум изненаден. Јас очекував дека Киријакос Мицотакис, лидерот на опозицијата и на Нова демократија, ќе зборува пред Ципрас и дека тоа ќе биде веднаш пред гласањето, но очигледно дека сега зборува Мицотакис. Сепак е прайм тајм, да. Да, подоцна ќе можеме да видиме што ќе каже. Па јас, еве, мислам дека ќе има тука национален пораз, ќе биде употребен, предпоставам, тој збор. Да. Има обвинување дека пребрзо оделе преговорите. Да, впечаток во јавноста е дека после 27 години одеднаш многу брзо тоа се реши. Еве, Заев денес потсети дека од средбата оддава слани во исто време. Значи, за цела година, што е многу малку за дводеценијски, тродеценијски спор. Ние практично, тоа процесот почна на 14 јуни 2017 година.
со посетата на Атина и тогаш беше есента негде. А Давос беше првата средба на ниво на премиерите. Меѓутоа, ова поентата да се мислела да си ја завршам. Истите тези се. Двете опозиции потполно обвинуваат за национално предавство, национален пораз, злосторство, катастрофа, зависи кој како е колку е екстремен во политичкиот спектрум. Пребрзо било, немало доволно напори да се направи национален консензус на ниво на Грција, како што ние бевме обвинувани дека немаше на ниво на Македонија. Сега, ако ќе ги споите тие гледишта, Бакојани пред малку добив информација, пранешната министарка зборувала, рекла дека проблем бил македонскиот јазик тогаш кога таа била во владата. Затоа не можеле да Кога ќе ги споите тие две, очигледно е дека алтернативата на договорот од Преспа е немање договор. И враќање таму каде што бевме 27 години. И ние, ако бевме предходно Македонија наспроти Грција, сега линијата на оваа дебата е прогресивните сили наспроти ретроградните сили. Барем, не знам, еве, дали ќе се знам, мене и неверојатно сличен вокабулари, слични поенти на опозицијата се прават на двете опозиции. Вистина би било интересно да ги видиме да седнат на маса, да поразговараат, например, околу македонскиот јазик. Тешко прашање, затоа и кај нас беше тешко, и кај нив е тешко, покажува колку сме биле раздалечени. И не е чудо што светот на ова гледа како на историски потфат и историски успех. Па дури има и номинација за Нобеловата награда за мир за двајцата премиери. Нашиот Јас не би сакал да Да. го коментирам ова, бидејќи навистина е така како што кажа господин Димитров, но би сакал малце да направам една поинаква анализа за нашите гледачи околу тоа зошто е таква позицијата на Киријакос Мицотакис и на Дора Бакојани и од каде произлегува тој контекст. Треба да знаат нашите гледачи, оние што се постарите веројатно паметат, дека кога еруптираше спорот околу името меѓу Македонија и Грција, тогашен премиер и лидер на Нова демократија беше Константинос Мицотакис, таткото на господинот кој што сега зборува и е лидер на опозицијата. Тоа е познато грчко семејство од Крит и нивниот чичко е Елефтериос Венизелос. Значи, станува збор за многу сериозно семејство во грчката политика, кое што, ако сакате, Македонија за време на Балканските војни има освоено нивниот чичко, бидејќи грците, наместо ветувањето што го имаа дадено на бугарската и на српската војска дека ќе трнат на Константинопол, тие, позади грб, никој никога не очекуваше, ги освоија Солун, Воден, Лерин, Костур и така натаму, да не се враќаме толку во минатото. Зборував за семејството. Господјата Дора Бакојани му е родена сестра на Киријакос Мицотакис. И станува збор за едно прашање кое што тие го сметаат меѓу другото и за семејно прашање. Се надеваше Киријакос Мицотакис дека тој ќе биде човекот што го решил прашањето и природно дека малци ми крива од тој аспект, но би сакал да спомнам дека реториката која што во моментов ја употребува Нова демократија, посебно што доаѓа од устата на Дора и на Киријако, не е искрена, дека тие, како личности, не се толку против овој договор, напротив. Меѓутоа имаат еден проблем. Нова демократија ги загуби позициите кај грчката десница и се повеќе ги зазимаат екстремни десничарски партии, како што се независни грци на минатите избори, како што е Златна Зора со екстремен десен национализам, и тие, кокетирајќи со екстремно десниот национализам, се изгубија и сега почнуваат да зборуваат работи кои што се надевам дека Ципрас им ги извади, кои што се во спротивно со она што самите го говореле пред 10 или 15 години. Значи во страв да ги изгубат своите гласачи. Да, апсолутно, они жртвуваат нешто што господин Димитров направо, иднината на односите меѓу двете земји или иднината на еден перспективен Балкан, не гледаат натаму, него гледаат како да задржат прво единството на Нова демократија, бидејќи е под закана да им се расцепи на македонското прашање, и второ,
гледаат да не им добијат екстремните десничари Да се простор. надоврзам тука, споминавме и протести. Значи на протестите што беа против Преспанскиот договор. Ниту Мицотакис се дистанцираше, кај нас Мицкоски се дистанцираше. Тие не се придружија на протестите, иако во јавноста зборува и се противници на Преспанскиот Јас би договор. сакал само да Мицкоски кажам имаше еден за тие настап. протести. Дури на крајот. При крајот на процесот. Дури на крајот. Значи зборуваме цело време. Таа дистанца Тука во јавноста се добива впечаток дека овие протести се слични на протестите што се одвиваа на почетокот на 90-тите години во Грција. Јас тие процеси и протести одблизу сум ги гледал. Тоа беа навистина страшни. На тие протести излегуваа над 1 милион луѓе. Најголемиот протест што успеа да соберат сега беше 60.000 луѓе. Значи пропорцијата на протестите во грчкото општество Овој е последниот сега беше толку. Да, драматично, мислам дека имаме драматично снимки беше од толку. тој околу протест, да. 150.000 проценките. Но милионски, 1,5 веќе нема. Нити пак овие процеси сега што се случуваат, колку и да е жолчна дебатата во грчкиот парламент, ќе направат такво пореметување на грчката политичка сцена како Имаме 93-та, слики од последниот. кога Самарас всушност ја сруши владата на Мицотакис. И тоа ги предизвика предвремените избори и Нова демократија ја загуби власта на такво нешто, на македонското прашање. Сега тоа нема да се случи. Сега ќе се дига еден период галама, уште ден-два, од која ќе се ратификува договорот од Преспа. Јас сум убеден дека во грчкото општество ќе продолжи дебата за економските прашања, за социјални теми и така натаму. Ова е нешто што едноставно Нова демократија треба некако да го изоди, инаку да не се лажеме. Да, но Мицотакис го посакува ова решение, бидејќи ако не му се случи, и ако ја освои власта, тој ќе биде тој што ќе треба да го ратификува. Не, ја договорот. правам таа разлика ве И ќе прашам. го ратификува ако дојде на власт. Во македонскиот парламент идве неколку пратеници излегоа да зборувате ви последниот пат во грчкиот парламент 2/3 се пријавени. Кај нас опозицијата замина. Не беше присутна. Јас не би сакал Не беше во да салата. говорам, меѓутоа еве ако треба отворено да зборуваме, местото за јавна расправа и за дебата во едно демократско општество се разбира дека е парламентот. И ова што го прават грците, колку и да е жолчна критиката на Нова демократија, е вистинската адреса каде што се води дебата. Мислам дека е пропуст на македонската опозиција што не опстои да издржи во парламентот, независно од исходот на гласањето, да ги каже своите ставови, своите тези, да имаме во парламентот еден диалог, една полемика, едно соочување на ставови, како што е ред. Секаде во демократиите, парламентот е местото каде што се води диалогот и каде што се разменува дискусијата. Тоа е моето мислење. Апсолутно. Јас ова малку ме инспирира тезата на Никос, на поранешниот министер Коцијас, кој што на некој начин Со кого се од она што го гледавте многу чувме, почесто и уште сме во контакт. Бидејќи Така, да, станавме така, низ да. овој процес пријатели. Он вели не само што не го решивте проблемот, сега како што чувме од вашиот известувач што беше преку линк во Атина, туку и не ни помагате, ние успеваме, го најдовме решението, сега вие сте против и ни отежнувате. И ме асоцира на така, бидејќи еве се договоривме да си бидеме отворени и искрени, ја тоа чувство цело време го имам, додека сум во собрание врзан со овој процес. Значи ние што имавме? Имавме една ситуација кога се обидувавме и покрај овој проблем да одиме напред. Таква беше нашата надворешна политика во низа години. Работевме на признавање од трети држави, јас бев ко-застапник меѓу другото на тужбата против Грција пред Меѓународниот суд на правдата. 2011 ја добивме таа пресуда. Предходната политика која што во обид да го одбрани идентитетот, практично го влесе конфузија низ процесот на антиквизација, целосно го направи, ја не знам дали тој пат беше возможен. Патот да одиме напред околу овој проблем. Меѓутоа, со таква политика, тој пат стана невозможен. Апсолутно. Почнавме да губиме поддршка од третите држави, стана прекомплицирано. И сега, како општество, ние созрејавме, се соочивме со оваа реалност, се зафативме
да го решиме, дадовме се од себе да го заштитиме тоа што ни е важно, и на некој начин и тие растат, не само ние. Да, не знаете, прашањето што го поставуваат и во Грција и аналитичари и Само да ви надвор, кажам дека толку за Елефтериос Венизелос во моментов говори и за неговата политика Кириакос значи Мицотакис. уште сме во минатото, не излегува. Ама да, ама гледате, Дебатата 2019-та. Нели си ја почнавме? Сега зборуваме Елефтериос Дали- Венизелос или од 1914 година. Знаете ли 1914-та на Карнеги уредникот, французот, барон кој што добива и Нобелова награда. Таа година вели нема излез освен низ помирување. Коментирајќи ги трагедиите на страшните трагедии на Балканските војни. Баш таа година. Не, јас она Се што ние- малку го слушнав Да. кусо беше дека се повика на Елефтериос Венизелос, кој што велел дека еден од првите приоритети на грчката политика и на грчката држава ќе биде да не се дозволи признавање на некакво си малцинство во рамките на Грција, а дека овој договор носи таква опасност, а ги плашат грците дека ќе се отвори некое големо прашање на македонското македонското малцинство во малцинство. Мислам Грција. дека има една фундаментална разлика во крупниот поглед меѓу ова што ние се обидуваме да го правиме заедно со актуелната грчка влада и двете опозиции. Сменети се, старата равенка беше ние сме таму, они се таму, имаме една рововска битка и еден грч. Ние не може да произлезе нешто добро ако со првиот комшија имате таков однос. Да, И меѓутоа ова- беа свесни, станува се пожестока дебатава, Мицотакис завршува. Меѓутоа прашањето е зошто, иако свесни за отпорот и во двете земји, и се уште има Ние- отпор, како се решаваат? Бидејќи минативе гарнитури не се решаваат, полагодна е позицијата да не го решите. Многу полагодна е. Политички гледано, напротив, овој тип на тешки спорови се многу податни за создавање политички капитал. Да, сега го гледаме грчкиот отпор повторно и во парламентот. Значи, во јавноста. недоверба кон другиот, да се има непријател, секогаш може да се поентира на... Ние да не забораваме, ние на поразот во Букурешт, нели, не успеавме да влеземе, да добиеме покана за членство во НАТО, ние имавме вонредни парламентарни избори, каде што тогашниот премиер Груевски профитираше на пораз и на нема правда во светот. На чувството дека сме онеправдани. Ама тоа не помага. Значи, ние мора, како два соседа, со една ваква испреплетена тешка историја и многу заеднички моменти во таа историја, ние денеска можеме да бидеме природни сојузници. И ова е патот, преку решение на овој проблем, меѓу другото е патот да бидеме природни сојузници. И мислам дека ова, ние зборуваме многу често за нашиот идентитет. Ама идентитет е многу една широка... Мицотакис сега зборува за идентитетот во моментов. Грција, дали покажува самодоверба поголема? Ако знае на еден свој близок, помал сосед да подаде рака, или покажува поголема самодоверба ако го држи овој проблем отворен? Дали, и затоа мислам дека со овој потек, тоа што го прави премиерот Ципрас, оти кај нас има 3, може би 4 главни мотиви зошто ова го направивме. Да си ги отвориме вратите за напред. Да влеземе во НАТО, бидејќи тоа значи преминување на линијата по која што нема да се прашуваме што ќе биде со нашата Македонија за 10 години, 20 години. Во регион живееме каде што уште има крупни прашања незатворени. Да си ја тргнеме Македонија од незатворените прашања во регионот. Да си почнеме преговори со Европската Унија, нешто што го чекаме предолго време. Тоа е вториот мотив. Третиот мотив е да направиме пријател. И четвртиот е да ставиме точка на идентитетските предизвици. Ние правиме повеќе со овој договор, тоа е апсолутно точно. Ние додаваме Северна кон името Македонија, кај нас. Од нивна страна мотивите не се толку директни. Во смисла на НАТО, во смисла на ЕУ и така. Меѓутоа, Грција се враќа како голем играч на Балканот со ова, си прави близок пријател и сосед,
со кој што ќе биде природен сојузник, оти да не забравиме договорот во вториот дел е и за стратешко партнерство во едно чудо области. Економија, прекогранична соработка, безбедностна соработка, здравство, енергетика, туризам и така натаму и така натаму. И исто мислам дека има еден елемент што покажува поголема самодоврба и надреснување на ова што на Балканот толку многу го имаме. Таа затвореност во тој, ја тоа некогаш го викам, надпревар за тоа кој е најстар народ на светот на Балканов. Да, зборуваме постојано за тоа минато. Така што оваа политика на Ципрас, воспоредена со барем декларираните тези на опозицијата и лидерот Мицотакис, е една Грција со многу поголема, поширока, која што инвестира, која што помага, која што... И јас, старите критики се пред се врзани со стариот период. Ако вие не гледате нас како проблематичен сосед, да не речем непријател, тогаш овај вокабулар е можеби возможен. Ама сегашните односи се веќе многу... Да, но традиционалната грчка политика... Сакам само да објаснам дека стварно постои еден јас, како два различни света е, традиционалната грчка политика, не само на Нова демократија, и ПАСОК тука припаѓаше. Да, и не случајно Фотиген имата сега им се придружува на Нова демократија, и левицата Сириза, кои што имаат сосема поинакви перцепции и за општествените односи, и за односите со соседите, и за малцинските прашања, и за право на еден народ да се самоопредели и така натаму. Еве го гледам Киријакос Мицотакис и мафта пола саат тука дека Грција никогаш во својата историја до сега не признала македонски јазик и дека тоа успеала, и како НАТО покажуваше некакви документи од НАТО дека НАТО не признава постоење на македонски јазик и така натаму, и дека сега одеднаш господинот Ципрас им дава на скопјаните, како што вели тој, македонски јазик, да излезе тука да им објасни на грчките граѓани зошто, но постои сепак известна култура. Јас го приметив кога влезе да збори Мицотакис, влезе и Ципрас, да има забелешки и сега ќе реплицира. Да, она што на почеток зборувавме за дебатата. Мислам дека тоа е модел кој што и ние треба, значи кога зборува лидерот на опозицијата, премиерот да му врати и обратно. И тука е местото каде што таков тип на дебата треба да се води. Вуцис, нели, Сириза, председателот на парламентот, сега видов денеска изјава, вели, знаете што, мотото Македонија една и Грчка е содржи идентизам. Да. Оти ако зборуваме дека историскиот регион Македонија е поголем и има дел во Грција, како што имаме дел ние и има дел во Бугарија, ако кажете Македонија е една, тоа е тоа. Така што ова е едно растење и не за чудо да толку високо се вреднува и се цени ова од Брисел и од сите земји членки, од меѓународната заедница, огромен дел од меѓународната заедница, бидејќи не живееме во време кога има многу политичари што се спремни да се потрошат за нешто да се затвори и да се реши. Живееме во време кога се отвараат. Овие зборови пред десетина години, да не одиме понатаму, би биле чист терец на грчка политичка сцена. Вакви ставови не се ни замислува или грешам? Имам поинакво мислење у еден аспект од господинот Димитров, дека е тоа едно ново време. Мене ми е страв дека станува збор за едно кусо време на грчката политичка сцена, кога беше Ципрас и Сириза на власт, и дека, не знам дали ќе се согласи господин Димитров, имаше среќа од другата страна да има власта на Сириза, откако ќе си замитне Сириза од власт, ако замине во октомври, Грција повторно ќе се врати на старите позиции и повторно ќе биде невозможно затварање на прашања, отварање на нови сојузништва, нови отварања и така натаму. Мислам дека имавме неверојатна среќа. Јас, кога го избира Алексис Ципрас за премиер, бев во Грција, изборував дека ако со тој човек не го решиме прашањето, никогаш нема да се реши. За среќа, се случи и процесите у Македонија кај нас да дојде власт која што е подготвена да гледа напред, па се искористи тој теснес, тој меѓупростор. Ете сега критикува дека многу брзо се завршило
сето тоа, но ако се пролонгираше и ако не беше Ципрас на власт, моја мислење, моја перцепција е дека и покрај сето сакање и залагање од наша страна многу тешко ќе постигнатме договор. Со старата Грција, бидејќи од октомври мислам дека старата Грција повторно ќе дојде на власт. Кировски ја спомна имплементацијата на договорот, значи дека ќе се ратификува е прилично известно, само колку во мнозинство и со просто мнозинство и помалку од 151 пратеник може да се ратификува договорот. Што откако ќе се ратификува? Веднаш на тоа Ќе ќе помнам стане само две Македонија. реченица. Не, само мора да им објасниме на гледачите како тоа во парламентот 300 седишта би можел да се ратификува договор со помалку од 151 пратеник. Бидејќи тоа гледам дека и по Фејсбук се чудат луѓето. Значи во секој момент може некој имплицитно, не експлицитно да го поддржа договорот и наместо да гласаат против, да излезат во салата. На тој начин, ако во салата се наоѓаат 288 пратеници, само 145 пратеници на Сириза да гласаат за договорот, ќе бидат повеќе од 143 на опозицијата. И тоа би било обично мнозинство. Да, но Ципра се рече дека сака заради иднината на договорот да има апсолутно мнозинство и да има повеќе од 151 пратеници. Инсистира на тоа, Атер за иднината на договорот. И за иднината на договорот. И мислам дека иако во парламентарни дебати и демократии не е баш препорачливо да се прогнозира, мислам дека ќе имаме тука едно мнозинство од неколку пратеници над 151. Да, Тоа меѓутоа неколку ќе бидат во тројца. 153, 154. Ама тоа е важно. со она мнозинство што го има Ципрас важно. во парламентот вообичаено, тоа е Друго, мислам дека не знам баш дали до крај детално да коментирам ова во однос на Ципрас и така, мислам дека апсолутно е точно, особено за малите земји, немаат луксус да пропуштаат шанси. И бидејќи не можеме секогаш да ги создадеме одново. И не секогаш зависат од нас. И мислам дека тоа е важно да се знае за нашата надворешна политика и така, да знаеме да се ги искористиме шансите. Може би имало и предходно неискористени шанси, за тоа може да се дебатира и така. Мислам дека е тоа многу важно. Второ, наследниците, ќе видиме што ќе бидат, што ќе донесат изборите во Грција. Мислам дека тоа уште не е. Ќе видиме. Меѓутоа ќе имаме меѓународно правни обврски. Договорот ќе биде во сила. Мислам дека ќе биде многу важно да се инвестира енергија, време во развојот на новите односи, што ги овозможува договорот. И со правилна политика да направиме неисплатливо политички на некој да сака да се вратиме во рововите повторно. Тоа прво нема да биде тешко, бидејќи ќе има меѓународно правни обврски, меѓутоа во реалноста е уште поважно. Мислам дека Нимис тоа го кажа да направиме писмото, тешко да биде враќањето назад. Да нема резон. И тука ќе треба многу работа. Така што ова е првиот, ова е многу голем чекор, ама е еден чекор. Ќе треба многу практични мерки на соработка во разни области и така натаму. Јас повторно би коментирал повеќе за Грција, бидејќи министерот кажуваше од аспектите за аспектите од имплементацијата на договорот и колку е важно тој реално и точно да се имплементира, што вели за да не може реално да се врати назад. Меѓутоа, нашите гледачи треба да знаат дека доколку овој договор биде ратификуван во грчкиот парламент, независно колку го критикува Киријакос Мицотакис, ако утре ја преземе власта, тој ќе го почитува. И ќе го почитува доследно. Тоа го најавија тие експлицитно. Да. Но можно ли е ревизија некако се спомена? Не, само да објаснам зошто ќе го направи тоа. Тоа не е само така заради тоа што Киријакос Мицотакис е фин човек, него Грција има еден сосед со кој што има сериозен проблем, а тоа е Турција. Целиот баланс на односите со Турција, која што е и со луѓе, и воено, и економски посилна од нив, се базира на почитување на меѓународните договори и обврски. Ако Грција ги погази тие меѓународни договори и обврски на македонското прашање, утре 3 пати полошо ќе се врати во релациите со Турција. Од тие причини не би помислила. Да не зборуваме дека сепак станува збор за една
сериозна демократија, која што е членка и на Европската унија и на НАТО и на Обединетите нации и дека такви зафрканци со меѓународни договори нема да се прават. Се од друга страна ние имаме друг проблем под председателот на македонската опозиција. Господинот Николовски рече дека првиот ден кога ќе дошле на власт ќе го ревидираат договорот и ќе направиле подобар. Мене стварно не ми е јасно од каде таа смелост така да се зборува за нешта кои што не зависат само од самите вас. Знаете, ако зависи некаков закон внатре во Македонија само од ВМРО ДПМН или од која и да е партија која ќе дое на власт, слободно нека даваат изјави дека првиот ден ќе го смена тоа на првата седница на владата. Меѓутоа, ваков тип на меѓународни договори, кои што меѓу другото не се само одраз на односите меѓу Скопје и Атина, туку се и на целокупната позиција на меѓународната заедница, која што е на некој начин е и гарант на овој договор, да велите дека ќе го поништите и дека ќе направите нов подобар, како тоа? Ќе го убедат Мицотакис подобар договор и мислам, мене не ми е јасно леснотијата со која што во македонската политика од сите страни се употребуваат зборови кои што од авион се гледа дека не може да го издржат тестот на времето. Еве, утре посакувам нека дое на власт, баш да видиме како тоа ќе го промени договорот. Господинот Димитров има искуство. Можна ли е ревизија? Не ми изгледа тоа како вака добар тест во моментот. Мислам дека ќе не чини скапо. Така што у некое друго време или некоја измислена земја да најдеме за нив, па да тестираме оваа игра. Несериозно е едноставно. Тоа е, сега да не бидам, да не вулгаризирам, Ама да можеше така, ете, не бевме среќни ние од привремената референца ФИРОМ. И таа требаше да трае привремено 6 месеци. Ете, дојде 98 година ВМРО ДПМН на власт. Зошто не ја смени привремената референца во Обединети нации? Зошто не ја смени привремената? Кои се последиците од тоа? Македонија ќе биде комплетно изолирана во меѓународната заедница. Не биваат тие работи. Тоа е несериозно. Дури самата нова демократија, која што заедно со ДПМН се членки на Европските народни партии, таа политичка фамилија, овие денови има цел бран пораки, особено од Германија, каде што пратеници во Бундестагот од таа политичка фамилија, каде што европратеници Мекалистер, кој што е председавач со Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, упатуваат апели до нова демократија да го поддржат договорот. Така што тоа е, ова е можеби на ниво на, има една организација што е многу добра модел на Обединети нации, каде што млади луѓе имаат, учат преговори и така натаму. Таа идеја можеби на тоа ниво можеби треба прво да ја испробаат, бидејќи е несериозно. Несериозно, нема дискусија. Несериозно и неодговорно. Значи, неодговорно е, ние имаме одговорност. И не знам и колку е искрено, бидејќи мислам дека и самите тие луѓе знаат дека не може тоа да се направи. Ние имаме овде дебата со него, баш мислам дека и со вас, ако не се лажам, дека тука имаше пред референдумот. Несериозно е пред јавноста и пред граѓаните. Значи, јас, нели, сакаме да кажеме работи што сакаат граѓаните да ги слушнат. Сакаме, ама мора да бидеме, има една елементарна одговорност какви очекувања создаваме. Од ти други, ако они велат проблем ни е ова со македонскиот јазик, проблем ни е, а ние сакаме подобар во обратна смисла, како ќе се спојат тие две работи? Па јас заради тоа реков, договорот е одраз на позициите и на реалниот одраз на силите на двете земји. И е договорот, сега Димитров е малце попристрасен кон договорот, бидејќи е и автор на тој договор. Договорот е некаков баланс на реална политичка сила во еден момент. Вие знаете што значи дека ако едно прашање, вашето не ви се допаѓа, например, ние да го трнеме северна, сакале северна се трне, одма договорот станува вака. Договорот станува комплетно неприфатлив за другата страна. Како ќе го најдете потоа повторно балансот? Мене тоа не ми е јасно. Мислам дека и вашиот колега. Ја мислам дека нема да сакаат муабе да прават на таа тема луѓето. Не слушајќи ги овие дебати Самарас дека се легитимира иредентизмот во Скопје, дека Преспа не го решава проблемот, обвинува дека се па ги подхранува стравовите на грците, дека некаков иридентизам има. Стравот кој е? Стравот е дека
ги плашат луѓето во Северна Грција, кои што се грчки македонци, дека веќе нема да смее да се кажуваат дека се македонци, дека некој ќе им го забрани правото да се чувствуваат како што сакаат да се чувствуваат. Втората бабарога со која што ги плашате дека ќе се создаде голем проблем со македонското малцинство, а Грција има, морам да се враќам во историјата, ете, господин Димитров сака само во минатото, ама без историјата па не може да знаеме што се случувало. 45 година пред почетокот на граѓанската војна во Грција, старата и конзервативна Грција пишуваше дека македонското малцинство во Северна Грција е она што беа чешките судети за Германија и дека може да бидат повод за Трета светска војна. И да не заборавиме дека 46 година граѓанската војна во Грција е првиот воен конфликт после Втората светска војна и дека доколку Сталин интервенираше у таа ситуација, дека можеше да биде и повод за Трета светска војна. Така што плашењето на луѓето со некаков огромен проблем со македонско малцинство, територија едно друго, од наш аспект делува смешно и од аспект на меѓународната заедница делува смешно дека една држава која што има 10 пати помал GDP од Грција и која што практички нема армија, како би ја загрозила Грција, кај грците има некаков коренет страв и една колективна траума од таа граѓанска војна, која што битен фактор во ДАК, да не се лажеме македонскиот фактор, и тие работи имаат почва во грчкото општество, може да ги плашите луѓето. Мислам дека задачата на нашата генерација, јас сум син на дете бегалец. И имам последниот период многу убава комуникација. И јас сум син на дете бегалец. Со ќерка на дете бегалец, која што не живее се, ама многу е активна, има книга баш за овој период, за граѓанската војна и така натаму. Ние можеме да решиме да продолжиме да се мразиме, или можеме, како една нова генерација, малку пореално да ги гледаме отворено работите, тоа се тешки работи, ама да работиме на помирување. И ова е, мислам дека е една многу благородна мисија, бидејќи полесниот пат е да продолжиме да се мразиме. Кировски, знаете како викаат, 100 има една народна мудрост, 100 пријатели се малку, ама и еден непријател е многу. И ова што викате за стравот, мислам дека на Мартин Лутер Кинг е, нас не требаат брани од храброст и надеж, ова надеж ја го додавам, он вели храброст, за да се заштитиме од поплавата на стравот. Немаме време веќе на Балканов да живееме со толку заглавени во овој стариот концепт, бидејќи светов е подразнишен, бидејќи Европа си е зафатена, они има еден директен, они беа во тешка криза во делот на финансиите. И уште се. И ќе видиме како ќе оди тоа натаму. За нас е добро Грција да е просперитетна, како комши. За нив е добро да успее овој напор на нашава генерација да си ја направиме Македонија вистина европска. И за нив е добро. Ќе бидеме предвидливи, ќе бидеме блиски, ќе си работиме заедно. Ја мислам дека немаме веќе време. Мораме да се ги фатиме. И овој процес во таа смисла е многу благороден процес. Морам да се вратам за Северна... За имплементацијата практична да, момент, бидејќи најголемиот отпор за договорот е токму во грчкиот дел на Македонија, во Северна Грција. Како тие ќе го прифатат примената на договорот, бидејќи откако ќе биде ратификуван? Ба, видете, тоа нема Дури да оди, од таму носе нема да оди, протестите. видете, договорот ќе си важи за цела Грција. Нема да има договор за Епир, за Македонија, за Тракија, за Атичкиот полуостров и така натаму. Тој си е договор за цела Грција. Во Северна Грција ќе биде отпорот поголем. Ние видовме и една иконографија на луѓето што дојде од Северна Грција да протестираат пред грчкиот парламент, облечени како македономахите од времето на Павло Смелас. Ако јас се вратив 46-49, тие се вратија на македонската борба 904-908 година, облечени како Павло Смелас и така натаму. Да, тоа е стварно еден рецидив и е помалку и карикатурален израз на грчкиот шовинизам и национализам, да се враќате вие на Павло Смелас, тоа го подхранува малку и грчкиот клер кој што перманентно има негативна улога у сите овие
процеси на помирување и на добрососедство. Потешко може би малце ќе оди примената на договорот, но тој договор ќе заживее како што ќе заживее во Атина, така ќе заживее и во Солун, и во Воден, и во Лери. Една од тие застрашувачки пораки, ова што го слушаме во парламентот, Каменос, кажа дека Преспанскиот договор ќе биде почеток на нови балкански војни. Од друга страна, велиме дека токму Преспанскиот договор треба да обезбеди стабилноста на Балканот. Значи, ние покрај Преспанскиот договор скоро ќе дојде и пристапниот протокол за нашето членство во НАТО, пак на дебата во овој парламент што го гледаме на екраните. Тоа значи дека ние и формално правно ќе станеме сојузници едни со други. И кој ќе ја чепне Грција, не чепка и нас, кој ќе ја чепне Македонија, ја чепка и Грција. Тоа е во основа членот 5 од Вашингтонскиот договор. Сега, целиот свет вели ова е добро за целиот регион и за Европа, бидејќи ја шири зоната на стабилност. Се надминува едно прашање, овде се создава пријателство, вие влегувате во НАТО и така натаму. Не знам дали е вреден за коментар. Таа теза дека договорот практично што вели? Се смируваме, членот 7 вели, наоѓа начин нашата идентификација како македонци да е комплементарна или да не мора да е во судир со нивната идентификација во грчка смисла. Вели, среќни сме со границите и вели ќе си станеме стратешки партнери. И сега каде, од кој од овие можеме да извлечеме дека ќе создава проблеми и така натаму, може би заклучокот би бил дека токму тој што ги пласира овие тези сака да има политичари што не можат да живеат без непријатели. Така. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате топ тема на ваша страна, во фокусот е бурната дебата во грчкиот парламент каде што се очекува утре да биде ратификуван договорот во Преспа. Сега да го видиме интервјуто што го направи мојата колешка Марија Дивотарова во Атина со уредникот во грчката национална телевизија ЕРТ Танасис Георгакопулос за она како се доживува целава оваа ситуација околу предпоследниот чекор практично пред да стапи на сила Преспанскиот договор со кој се става крај на спорот со Грција кој траеше 27 години. Да го видиме интервјуто. Mr. Georgakopoulos, the Greek society is very divided over the name agreement. Why is so anger in Greece when over this name issue after 30 years resolving? Η ελληνική κοινωνία θα έλεγα ότι ήταν έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 90, διχασμένη και πάλι. Μετά το 95 όμως και την ενδιάμεση συμφωνία είχαν καταλαγιάσει οι αντιδράσεις. Έχω την εντύπωση ότι εμφανίζεται διχασμένη πάλι για το ζήτημα επειδή υπάρχει ένας θυμός, ας το πούμε έτσι, που εκφράστηκε πρώτου 15 με τις μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της οικονομικής πολιτικής λόγω της χρεοκοπίας και της οικονομικής κρίσης που υπήρξε από το 2010 και έπειτα, τα μνημόνια και ούτω καθεξής. Και τώρα αυτό το θέμα ήταν μια αφορμή, ας το πούμε έτσι, για να εκφραστεί αυτός ο θυμός. Ένα δεύτερο είναι ότι γενικότερα στην Ευρώπη και λόγω του προσφυγικού τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ποικίλες αντιδράσεις και κινητοποίησεις για θέματα ταυτότητας και αυτό το ζήτημα του ονόματος εγγίζει και για τις δύο πλευρές θέματα ταυτότητας. Το τρίτο και σημαντικότερο θα έλεγα ήταν ότι ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ναι μεν είχε τη σωστή θέση αλλά δεν φρόντισε
να έχει διαδικασίες συνένεσης και συζήτησης και συναπόφασης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάτι που έγινε στη δική σας χώρα, όπου έγιναν και συσκέψεις πολιτικών αρχηγών και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μετά την κύρωση της συμφωνίας τα πνεύματα θα αλλάξουν και δεν θα συνεχίσει να επικρατεί αυτό το κλίμα διχασμού. Public opinion surveys shows that majority of Greeks, let's say over 70%, think that the agreement will cause serious problems in the future. What do they really mean by saying that? Νομίζω ότι είναι διαφορετικά πράγματα που προβληματίζουν τους πολίτες της χώρας και τους οδηγούν σε αυτή την αρνητική γνώμη στις δημοσκοπήσεις. Το πρώτο και το κυριότερο θα έλεγα είναι ότι φοβούνται, αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο, ότι δι' αυτού του τρόπου κλέβουν κάποιοι την αρχαία ελληνική ιστορία, τον Μέγα Αλέξανδρο, την αρχαία Μακεδονία που ήταν και είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας. Αυτό ανεξαρτήτως του τι λέει η συμφωνία. Το δεύτερο είναι ότι οι Έλληνες που ζουν στη Μακεδονία και αυτοπροσδιορίζονται και αυτοί σαν Μακεδόνες φοβούνται ότι μπορεί αυτό να μην έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μετά από τη συμφωνία, ότι κάποιοι άλλοι θα τους κλέψουν τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζονται σαν Μακεδόνες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορα άλλα προβλήματα, ότι τι θα γίνει με τα προϊόντα και με το μακεδονικό χαλβά και ούτω καθεξής, που νομίζω ότι είναι λιγότερο. Όλα αυτά μαζί με ένα φόβο μήπως ξαφνικά εμφανιστεί κάποιο μεγάλο μειονοτικό πρόβλημα κλπ. Όλα αυτά νομίζω πως εξηγούν το γιατί εμφανίζεται αρνητική η κοινή γνώμη. How does Greek society feel when the whole international community strongly support this agreement? Νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στις δύο κοινωνίες. Και στην Βόρεια Μακεδονία πλέον, αφού αυτό θα είναι το καινούριο όνομα, η κοινωνία δεν είναι ενωμένη σε αυτό το ζήτημα, και στην ελληνική κοινωνία ισχύει το ίδιο. Νομίζω ότι για κάποιους, και στις δύο κοινωνίες ξαναλέω, για κάποιους μπορεί αυτή η διεθνής υποστήριξη να εμφανίζεται ότι είναι μια διεθνή συνωμοσία εναντίον του ενός ή του άλλου λαού. Όσοι έχουν μια πιο ανοιχτή οπτική για τις σχέσεις των χωρών μας με το διεθνή κόσμο το βλέπουν διαφορετικά. Και νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου αυτό το αίσθημα ότι κάποιοι συνωμοτούν εις βάρος μας θα μειωθεί, να μην πω ότι μπορεί και να μηδενιστεί. Да, тоа беше интервјуто со Танасис Георгакопулос. Продолжуваме со дебатата. Министерот за надворешни работи Никола Димитров и главниот уредник на Телма Атанас Кировски. Господине Димитров, кога ќе станеме Република Северна Македонија? Јас спомнав дека оваа дебата сега и гласањето утре кај 2:30 попладне е предпоследниот чекор. Тие го прифаќаат конечно договорот од Преспа. Последниот чек, после тоа процесот оди малку во Брисел, каде што Грција и останатите 28 земји членки на НАТО ќе го потпишат пристапниот протокол за нас. Ќе се врати назад во Атина на уште една ратификација. Со тоа практично се менува Вашингтонскиот договор, се прави место за нас како 30-та земја членка. И во тој момент, согласно одлуката за прогласување на уставните амандмани од 33 до 36, кои што ние ги усвоивме, тие влегуваат во сила. И во тој момент ние разменуваме ноти со грчкото МНР, уставните амандмани влегуваат во сила во нашиот домашен правен систем и се актуелно ние информираме Обединети нации заедно, другите земји, држави, членките на Обединетите нации, билатерално ги информираме. Во однос на нови документи, има еден преоден рок кој што договорот го нарекува согласно
разумните административни практики. Добро, што значи тоа кога ќе ги Тоа промениме? значи дека за патни исправи Министерството за внатрешни работи сега има патни исправи со Република Македонија. Ке треба да има тендер, ке треба да се набават нови, ке трае известно време и се додека има добра волја, bona fide однос кон спроведување на договорот и разбирање со другата страна, мислам дека тоа ќе оди така како што ќе оди. За постоечките документи има различен правен режим договорот. Едниот е во однос на тие што се користат меѓународно, например возачки дозволи. Другиот е за тие што се исклучиво домашни документи. Личните карти, кога ќе почнат да се И сега менуваат? личните карти исто зависи со која земја како. Некаде имаме билатерални договори каде што може да се патува со лична карта. Такви имаме со соседните држави, скоро имавме со Босна и Херцеговина. Домашен извод, веројатно е домашен документ. Извод на раѓање. За домашните, областа на документацијата ќе почне од отварање на тоа поглавје со Европската Унија. Значи, до почетокот на преговори со Европската Унија, ние немаме И отварањето на поглавјата. И отварање на поглавја, ние немаме За обврска да ги постоечките менуваме документи документи. кои што се исклучува за внатрешна употреба. За тие што се за меѓународна употреба, рокот вкупен е 5 години. Тука е. И тука ќе има разни, ќе треба да се спремиме, веројатно еден тим, да ги домисли сите работи, бидејќи договорот рамки поставува. Може би ќе има потреби од некои практични мерки, ќе видиме. Важно, тоа е околу имплементацијата. Значи, ерга омнес, да го искористам многу често употребуваната фраза, ќе биде сега- кога ќе ги почнеме преговорите со И тоа Европска како ќе Унија. отвараме поглавја, така ќе се отвара областа. Така ќе ги менуваме И тоа беше така направено, еден механизам кој што гради обезбедување, бидејќи еден од главните мотиви беше и да се отклучи таа врата, да се почнеме да одиме по европскиот пат. Секој одлагање на преговорите, доколку не добиеме датум во јуни, ќе значи одлагање и на Во тој дел. примената во тој дел, кај да. документите по кои ние и самите внатре ќе се нарекуваме Република Северна Македонија, ова е за другите постоечките документи. Да. Кировски го слушате, Мицотаки се уште зборува практично од кога почнавме со Иако емисијата, рокот беше, ако не се лажам, 6 или 7 минути, нели? Не, тоа не важи за за не важи лидерите за на не важи за партиите. лидерите, не само за лидерите на партиите. Туку? Во Грција, освен терминот антиполитевци, опозиција има аксиоматикис антиполитевцис, односно главната опозиција која што е чувар на и главен коректор на најголемата партија во најголемата партија. Тој има 30 минути можност да говори минимум. И исто толку ќе има и лидерот на Сириза, односно председателот на владата Алексис Ципрас, кој што се разбира ќе му возврати на ова. Гледам дека на моменти господинот Мицотакис изгуби живци, почна да се дере. И да, очекувано со тонови на национално предавство, на патриоти, и рече дека многу се горде на ставовите на Нова демократија и дека е горд што Нова демократија ќе гласа сега против договорот од Преспа. Мислам дека го обвини дури на обвинувањата што Ципрас ги дава дека Нова демократија всушност во моментов си има претворено во еден идеолошки монструм кој што гласа заедно и кој што излегува на протести заедно со неонацистите од Златна Зора. Очигледно тоа многу го боли, па му рече не, вие сте заедно као демек со Златна Зора и така натаму. Во секој случај станува малце пожустро, веројатно завршува во моментов. Да, доби. Киријакос Мицотакис, стана пратениците на Нова демократија и му аплаудираат на говорот и очекувам дека сега во парламентот ќе зборува Алексис Ципрас. Не завршил сепак договорот. Договорот само доби аплауз. Да, овации, одмори овации. малку. Уште нешто околу имплементацијава. Грција и Македонија се контролираат како го применуваат или не. Кому се жали Македонија доколку Грција не го подчитува договорот? Еве, во Солун, например,
не го спроведуваат или некоја за институциите, граѓаните, тоа ќе Граѓаните треба немаат време, правни да. обврски од договорот. Сигурно ќе треба време, Ниту сигурно нашите, дека ниту нивните. така. Тоа е последниот Не параграф ве од доколку член 7. институциите и направат некој. Ќе имаме, се разбира, ќе има едно тело од двете влади, кое што во контекст на договорот пред се грижи за градењето на едното стратешко партнерство. Ќе има заеднички седници, вклучени се и премиерите и така натаму. Во договорот има дека ако има правен спор, ама мислам дека сепак треба да се фокусираме во позитивниот Да, ама дел. вие може да се фокусирате додека е Ципрас на власт и заеднички средби со премиерите и заеднички комисии, но ако дојде нова демократија на власт, не знам дали ќе одат толку гладко работите. Наше е да направиме се да биде тешко да не одат работите. Тоа е. Може ли некоја идна влада да го промени Во тоа во сми- договорот? Ова е, ќе биде многу тешко, ја не знам како ќе може да се врати назад работата, се додека има добра волја од наша страна, се додека овој договор има така силна меѓународна поддршка, јавно повторениот став на Нова демократија во многу наврати, ние сме против, ќе гласаме против, меѓутоа ако се ратификува, Ќе го почитуваме. ќе го почитуваме и ќе треба да се гради, бидејќи ова не е договор меѓу две идеолошки некои страни. Сепак е меѓу две држави и мора да се инвестира, да стане многу тешко да одиме, да фатиме некоја сокаче по страна. Мора да се фокусираме на спроведување на договорот. Мислите ли дека Иако не исклучувам, се разбира, ова е еден чекор, како што реков, ќе има тука. Она што беше интересно Едно од прашање. интервјуто на Георга Да. Популос, ако обрнемте внимание, беше на една атмосфера што се создава во Грција, меѓу другото и од тоа произлегуваат овие силни противења. Би сакал да кажам тука дека македонската јавност треба да биде свесна дека меѓу 70 до 75% од грчките граѓани се противат на договорот од Преспа. Значи, таму доколку беше организиран референдум, тој ќе доживееше фијаско. Значи, Ципрас тера нешто што не е прифатено од грчката јавност, а една од главните причини за тоа е што грците 2010 кога влегува во тешка економска криза, ги подпишаа тие злогласни мнемонија, односно меморандуми, со кои што всушност Брисел, Германија, странците, ММФ им диктира како, кои чекори да ги преземаат за полека да излегуваат од економската криза и дури сега излега од тие мнемонија и тоа во грчкото општество создаде една параноја дека постои една урота меѓународна конспирација против грците и сега се надоврза на таа една нарација дека цел свет ги мрзи грците и им љубомори заради тоа што се колевка на цивилизацијата и намерно така и прават и дека и овој договор всушност ете не случајно Сорос, меѓународни некои и има еден амбиент се создава во Грција дека има некаква меѓународна конспирација против Грција што не е претерано чудно ако размислите и во Македонија имаме такви сме слушале нели, такви размислувања, наративи не е тоа дека нешто има друго. меѓународна Многу конспирација. богат. Молам? Регионот ни е богат со Да, теориите на исклон кон заговор. конспирации. Тоа е неспорно. Една од причините е таа дека грците токму за колку е посилна поддршката на меѓународната заедница на договорот, толку поголем е инатот на грците и се против овој договор. Ви велам, малку е и до менталитетот, и до регионот, но малку е и до сето она ни што минуваа грците од 2010 до ден денешен. Значи не може овој договор и оваа вознемиреност во грчката јавност да се третира изолирано од другите општествени феномени, економската криза. Ако сакате малку и грчкото општество и целата политичка сцена е и втурната малку во десно и феноменот на Златна Зора се има појавено заради меѓу другото и огромниот наплив на бегалци. Има партови во Атина кои што се непрепознатливи. Целиот тој наплив на бегалци доведе до, ете и Танасис, мојот колега, вели до идентитетски прашања низ цела Европа, а посебно во Грција. И сега тоа придонесе за едно радикализирање во грчкото општество, бидејќи
За ваков тип на договор, додека беше Симитис на власт, кога се правеа анкети, мнозинството од грците беа подготвени да прифатат договор со име, со географска одредница, без проблематизирање на македонскиот јазик, идентитетот на друго. Ова сега што се случува, меѓу другото, е и реакција на една континуирана политичка криза во Грција. Тоа сакам да подсетам дека у времето на Коста Симитис имаше и еден од аргументите во дебатата е дека договорот се должи само единствена цел е Македонија да влезе во НАТО, дека тоа нема врска една со... тука противниците, меѓутоа дури оние и поддржувачите и кај нас има такви, кои што ставаат многу голема тежина на други, што често ги нарекуваме меѓународна заедница. Јас, бидејќи сум директен учесник и сведок на целиот овој процес, и скоро гледав првата пресконференција што имавме заедно со Коцијас во Атина, ова ние го отворивме. Заедно со Никос и се разбира под лидерството на двајцата премиери. Препознавајќи го својот интерес. Нема поголем интерес, ниту, не знам, Америка, Германија, Брисел, европските институции. Нас не боли, ние сме соседи. Ние бевме во чекалната толку години и изгубивме една цела генерација. И затоа ова дека овие што напаѓаат од страна, ајде и да ги разберам, они кои велат ама одработуваат агенда, ама чија агенда? Брисел и Вашингтон им го напиша договорот, Димитров и Кодзија само го подпиша. Тоа го слушавме и во Скопје. Имаше и такви наративи. Имаше и кај нас наративи такви. Ама луѓето не биле во процесот. Имаше поддршка, има интерес, се поклопуваат интересите. Ама ова е автентичен договор меѓу двете држави. И јас сум убеден дека ќе видиме што точно кажал Никос во неговиот настап. Сигурно има и на оваа линија. Ние знаеме колку се расправавме, колку се каравме, се миревме и така натаму. И каква улогата беше на третите држави. Излегува Ципрас. грчкиот премиер Ципрас во моментов на говорница да го одржи својот говор и веројатно и да возврати на сите обвинувања. Ќе го следиме и ќе видиме што тој ќе каже. Малку би се вратила и на македонскава политичка сцена, значи ратификацијата ќе заврши некаде средината на февруари со Сенато, а во моментов во Грција не толку, иако се споменуваат избори вонредни, во Македонија главна тема во моментов се вонредни избори, за која владеачката партија утре СДСМ ќе одлучува дали да ги одржи заедно со претседателските избори. Кој е вашиот став, министре? Само пред одговори Да. господин Димитров, мене ќе ми дозволите една дигресија. Сакам да кажам дека денеска намерно не стави Врадоварска, иако не е гостин министерот за надворешни работи, по знак на поддршка на нашиот пријател Алексис Ципрас, кому му е тоа трейдмарк, како левичар никогаш не носи Врадоварска. Добро, благодарам за објаснувањето. Веројатно министерот останува доследен на својот стил, па Униформа е кај нас. нека во биде да дипломатијата. како во дипломатија. Иако повремено, особено во кампањи, и Да, јас си не носев. дозволува, Да, да. си дозволи. Очигледно Ципрас наметна и моден стил во политика, ама не само нова политика. Ова јас да се вратиме имам на веќе, изборите. да, дали ни требаат вонредни парламентарни, неко за Грција, таму редовните се на есен. А имаат европски и локални на пролет во мај. Така. Таму дилемите се малку помали во таа смисла. Опцијата е дали, и тоа е во рацете на премиерот Ципрас, на Алексис што сега зборува, дали ќе одлучи на пролет се заедно или на есен, во негови раце е таа проценка. Во октомври ќе бидат изборите. Со тоа што Нова демократија Да. е во предност пред По анкетите. Сириза во анкетите. Сега кај нас имаме една различна ситуација. Најголемата политичка партија во владата СДСМ е во предност по повеќето, практично Анкети. сите анкети. Имаше предизвик, ракавица фрлена од опозицијската партија и завршивме една голема работа, ја при крај сме, на предпоследниот чекор една голема планина и тоа може би има логика да се провери легитимитетот пред граѓаните, меѓутоа од другата страна аргументите според мене се многу потешки и посериозни. Меѓу другото ова го правевме за да го фатиме европскиот воз.
Овие институции и пријателите со кои што соработуваме овие години, комисарот Хан, високата представничка Могерини, ќе бидат таму во јуни, ама после тоа ќе има други луѓе. Имаме европски парламентарни избори во мај. Ние имаме пат од минатиот заклучок дека во јуни ќе дојдеме пак на дневен ред. Ова прашање ќе ни биде решено, најверојатно. Имаме уште неколку месеци да ги доубедиме сите да стане тешко да не се поддржи Македонија. И мислам дека тоа ќе биде многу потешко и не знам дали ќе биде остварливо ако ние имаме технички премиер, ако имаме техничко пржинска влада, ако имаме такво собрание какво што ќе имаме, тоа нели ќе се распишат парламентарни избори, па после ќе треба време да се формира. Јас мислам дека таа енергија должни сме да ја вложиме во плодовите. Едното е НАТО членството и второто е почетокот на пристапните преговори. Меѓу другото, уште еден аргумент има. Политичкиот процес донесе една ситуација каде во Собранието на Република Македонија за важни работи не е невозможно да се разговара и можеби да се обезбеди двотретинско мнозинство. Не знаеме какви би биле резултатите од, ама ги тоа многу е тешко да се предпостави дека ќе имаме таква ситуација од вонредни парламентарни избори. Опасноста е да немаме успешен втор круг на председателските избори, да нема цензусот, мислам дека се 720.000 гласови, 40%, и тогаш ќе имаме еден времен председател на собранието Джефери, ќе врши таа функција известно време, додека не се реши тоа прашање. Ама мислам дека ова првото е меѓутоа оние што се многу залагаат за изборите, стратешко. велат дека но датумот за почнување преговори со Европската унија е неизвестен. Зошто да немаме избори? Тоа е, спорувавме за шансите и за државите. Мислам дека ние немаме таков луксус после неколку пропуштени возови, кога пристапниот процес е се подолг и се посложен, а проширувањето е се понепопуларно, го немаме тој луксус да, ако имаме можност, а мислам дека имаме можност да не дадеме се од себе, да ја зграпчиме таа шанса. Мислам дека тоа е многу поважно од други консидерации. Мојот став е уште поостар по прашањето на предвремените избори. Јас во ова студио, кога референдумот немаше цензус, зборував дека се нужни предвремени избори, бидејќи почна да се лицитира со бројки на луѓе кои што реално ги нема во избирачкиот список и дека треба на избори да се расчистат работите. И мислам дека тие избори, можеби овој цел процес ќе го одолговлечеа за месец-два, но ќе ја расчистеа ситуацијата. Во спротивно ќе требаше да се доведеме во една многу тешка ситуација за обезбедување двотретинско мнозинство, и тоа се случи, но тоа се случи стварно како граѓанин и како сведок на настаните на политичката сцена во Македонија, со многу тешки компромиси во парламентот, кои што доведоа до едно големо разочарување кај луѓето кои што го поддржуваа овој процес. И откако сето тоа се проголта и сето тоа се заврши, атер за скорешно членство во НАТО, за да имаме некаква шанса да во јуни да ги добиеме пристапните преговори, ако сега некој реши да оди на предвремени избори, тоа практички би значило дека станува збор за еден цинизам и за една неискреност, дека се во прашање шансите на Македонија и историските можности да го фатиме возот за НАТО и за Европска Унија, и дека всушност станувало збор само за тесно партиски интереси. Јас сум шокиран што воопшто во СДСМ се размислува да се прифатат превремени избори во овој момент од аспект на иднината на државата. Ако сакате да направиме и една внатрешна анализа за партиските состојби, прво, би кажал дека навистина е веќе неподносливо од аспект на граѓани
во Македонија да немаме редовни парламентарни избори. Ние од 2006 година не сме имале редовни парламентарни избори. Имавме 2008 после Букурешт, 2011 предвремени, 2014 предвремени, перманентна една политичка криза и перманентни предвремени избори и ниту една влада не можела да го заврши 4-годишниот мандат. Значи, 2016 година луѓето гласа и даваа доверба за еден 4-годишен мандат на владата и тој мандат владата треба да си го истера до крај. И потоа, врз основа на економските перформанси на сето тоа што е направено, на придобивките во меѓународната политика, членство во НАТО или неуспех, не е важно, граѓаните да можат да дадат еден реален Во суд. чиј интерес би били избори? Воредни парламентарни избори во моментот? Мене стварно не ми е јасно, а ако е прашањето да се има предвремени избори заради тоа што некој очекува дека ќе има лоши економски резултати, па до година можеби нема да води на анкетите, па да ја јавне шансата сега, тоа би било прилично нечесно према македонскиот електорат. Дали ВМРО секогаш, нели? Не, Секоја добро, опозиција бара избори, ама дали им одговара со оглед на... Природно да бара избори. Мислам дека во овој момент повеќе би одговарале избори на опозицијата. А ако земеме во предвид дека 2019 се очекува пораст на GDP-то од 4%, дека се очекува полека да подзаборават луѓето на сите оние пазарења што се правеа за да се обезбедат 80 пратеници. А ако и уште од озгора во јуни добиеме датум за преговори, очигледно дека понатаму левериджот ќе биде на страната на владеачката партија. Добре, и би добиле нова пратеничка група, бидејќи сегашнава не знам колку актуелниот лидер колку ги контролира и тие неговите пратеници. Тоа се други прашања, но на крајот на криштата стварно е бесмислено да анализираме дали на ВМРО или на СДСМ или на ДУИ би им одговарале избори. Прашањето е дали избори одговараат на Македонија како држава, на македонското општество и на македонските граѓани. Да, но тие одлучуваат дали ќе имаме. Па белки имаме и други приоритети, не само приоритетите на теснопартиските интереси во оваа држава. Но тие одлучуваат и теснопартиските интереси како да се одлипи. Па не, ама видете на крај граѓаните може да одговорат многу лошо на теснопартиските интереси. За да не бидам во позиција да бранам став што не го споделувам, бидејќи апсолутно мислам дека ние треба да се фокусираме на обврските, дека со политичка влада имаме повеќе шанси да се го фатиме возот. И ова се друго е второстепено. Бидејќи во крајна линија зошто постои политиката, политички се постојат за да спроведат политики. И сега ако ние од 93-та сме ги зацртале стратешките цели ни се НАТО членство, влез во европското семејство, еднава е многу близко до нас, конечно, одговорно е да си вложиме таму, па не знам што да се случило и како да се случило, наследните кога ќе бидат и така. Мислам дека тоа е... Веќе ве вратам 2016 на кампањата, кога имаше една моќна фотографија од чевли и чизми пред македонската влада, кои што символично покажува колкав е бројот на луѓето кои што се иселиле од Македонија заради перманентните внатрешно политички кризи и безперспективност. И сега таман се направи за да имаме шанса да излеземе од таа безперспективност. Повторно ако има воредни избори, на граѓаните мислам дека сосема ќе им биде јасно и не знам кој ќе ги задржи луѓето веќе да живеат во Македонија. Значи тоа би било стварно еден крајен цинизам и газење врз сето она што сте го збореле пред 2 години за време на кампањата. Логиката на мојот ресор, Министерството за надворешни работи, вели дека треба да се фокусираме сега на ова што предстои и на шансата да направиме се што можеме сите земји членки да влезат во консензусот и да донесат политичка одлука Македонија да почне пристапни преговори. Дали ќе биде доволно Ко слушнав и преспанство? вице-премиерот Андјушев исто имаше еден јавен настап каде вели логиката на да се фокусираме на економијата, да си ја дигнеме посилно на нозе земјата, исто вели дека треба сега да се работи во таа насока. Да, меѓутоа да бидеме Така што тука ќе искрени видиме- и вие и господинот Андјушев, не сте дел
од онаа структура на Социјалдемократскиот сојуз, која што всушност е сепак јадрото на оваа политичка влада и дека утре Социјалдемократскиот сојуз ќе решава дали да се излезе на предвремени избори или не, а нема да решавате вие и господинот Андјушев. Со сета почитна, нели, бидејќи тоа е партија што пак ни е дала честа да вршиме важни позиции и важни функции во владата. И мислам дека е убаво и демократски што имаме една ваква дебата. Не мислиме сите исто, не криеме и така натаму. И мислам дека се заедно кога ќе се земе предвид, ќе има исправна одлука. Само уште нешто би сакал да додадам, дека веќе сме пред крајот на таква е една аргументација дека се неопходни и парламентарни избори за да се спасат председателските и цензусот на председателските избори. Всушност ја прави Македонија една држава каде што има нефункционално општество и нефункционална демократија, бидејќи законите се такви и е тешко да се обезбеди цензус за председателски избори и сега ние ќе жртвуваме приоритети на владата и на државата. Или следни 6 месеци. И не е случај, ама видете, во цел свет изборите се одржуваат на 4 години. Тоа има некаква своја логика, бидејќи во време од тој 4 годишен мандат се заокружува владењето. Тама работа се ние што ќе правиме? Стално кога има председателски избори, ќе имаме и парламентарни. Кога ќе распишеме референдум, ај со тоа и парламентарни за да има цензус на референдумот, и ние парламентарните избори ќе почнуваме да ги употребуваме и злоупотребуваме ај ќе идеме на шопинг у Сити Мол. Нема смисла. Ако има системски проблеми, тие треба да најде начин и механизам политиката да ги доуреди, да ги среди. Не знам како и не е моје да сугерирам како, но не може се да се жртвува заради некакви си цензуси или што да ја знам. Тоа мислите е дека стварно апсурдно. гласачите ќе покажат евентуално дека и дека нема да гласат? Не сме правеле одамна анкета да тука едното прашање, значи стварно е, не би сакал да зборувам од името на гласачите, што би правеле гласачите, но очигледно е дека вие не би излегте во таков случај. Па не, тоа е веќе и силување на гласачите. Ние сега на секои 6 месеци или на секои година дена ќе ги преспитуваме силите на парламентарни избори. Ако требаше да има парламентарни избори воредни, тоа беше после референдумот. Сега откако ова се заврши, стварно мислам дека е апсурд самата помисли, самата идеја. Тука има две други прашања во однос на цензусот. Едното е правото на глас на наши граѓани што не живеат тука долго време. Од тие 1.800.000 гласачи, еден сериозен број не живеат во Република Македонија. И тоа е еден елемент. Вториот елемент е на некој начин веројатно резултат на политичката криза и сите процеси што се одвиваат во опозицијската партија, која што си дозволи, тоа јас во собрање неколку пати сум го кажал, тоа што таа го има во програмата и во постојано во програмите во последниве десетина години, за ова прашање какво и да имаме решение на маса, да ги прашаме граѓаните, практично да го пасивно велиме, ама активно на терен беше кампањата за бойкот. И ние имавме парадоксална ситуација да имаме повеќе гласови од што ни требаат за да донесат одлука граѓаните за договорот, а фалеа гласови против за да се достигне цензусот. А инаку точно, ние еднаш го спуштивме прагот за председателски избори од 50 на 40%. Треба да видиме. Треба да бидеме реални, ама мислам дека партија која што нема да учествува на избори и решение ќе бара во бойкот ако случајно нема игра, таа партија најверојатно ќе губи. Тоа е многу рискантно, бидејќи проектирате немоќ и анемија. Ги споменуваме председателските избори и веќе кажавте дека, како што разбрав од вашите настави, дека сте подготвени да прифатите кандидатурата до Не, обратно беше. После неколку напред-назад со еден ваш колега од друга телевизија и он вели, ама не исклучувате можноста. И јас викам, па не исклучувам, таков е сега процесот. Чест ми е што се споменува моето име, имам лични дебати. Има еден виц таков имам дебати сам со себе. Минусот кој е, плюсот кој е.
Не е тоа, се разбира дека е сериозна чест што воопшто некој ме споменува. Има еден процес важен, партијата тука има многу важна улога. Анкетите, што мислат граѓаните, коалицијските партнери и така. И мислам дека ние сме сега во една фаза кога треба да мислиме профил. Каков тоа профил ни треба, имајќи ја предвид лекцијата што ја имаме по последниве 10 години. Со активниот председател, но Да видиме што тоа, каков човек таму ни треба. колку што ве значи прашањето е дали ќе прифатите да бидете кандидат доколку Социјалдемократскиот сојуз се ве. Ама Заедно тоа е- со ДУИ, Ама тоа е доколку. Има едно да, доколку, ако. да. И мислам дека не сме во таа фаза. И би било нескромно малку од моја страна сега тоа да го чест ми е што сум во ова, мислам дека е големина и на партијата што ете моето Дека име се сте споменува, Сериозно. а не сум баш не сум Значи, таму. размислува за аутсорсинг, што би рекли бизнисмени. Дека сте сериозно во Ќе видиме игра. што ќе кажат граѓаните, ќе си седнеме, ќе веројатно, разговараме. Веројатно вчера еден портал на албански јазик објави текст со кој се обраќа до албанските гласачи во Македонија и ве опишува вас дека сте докажан ВМРО-вец, дека сте ја поддржувале националистичката позиција на Груевски дури во преговорите со името, дека сте биле против Охридскиот Треба да седнат да се договор и сериозно ги предупредуваат. Внимавајте доколку Никола Димитров е кандидат за председател, дали би гласале дека не треба да гласаат. Значи почнува една многу сериозна Ја не би влегол битка. во содржината на Да, јас само на неколку текстот. И тоа нешта е Иде некаков наброја. портал е тој, да. бидејќи е оцрнување или дискредитирање еве покултурно. Секој што ме познава од 2001 година знае каде бев, дека веднаш до председателот Трајковски работевме да си ја зачуваме Македонија ваква каква што си ја имаме, на смирување и така натаму. Мислам дека не заслужува суштински одговор. Малку загрижува начинот како водиме политика. Мислам дека ова е еден од примерите, тоа беше завчера објавено. Еден од примерите на тоа, на старата политика. Црнење. Мислам дека ние треба да се префрлиме на еден позитивен надпревар. Кој како работи, кој колку работи, малку повеќе меѓусебна поддршка, малку... А ова е црнење на противник во наводници, што мислам дека не е корисно и мислам дека е време со многу поголема отвореност, со многу поголема искреност и со еден позитивен надпревар, што сите ќе не потикнува да бидеме подобри, да така да си ги мериме силите. Дека Кировски и да конечно има Черчил една, дека ме инспириравте со прашањето, он вели имате непријатели? Одлично. Тоа значи дека за некоја работа, некогаш во животот, сте имале сериозен став. Кировски, пред да завршиме, може би очекуваме вклучување на Марија Дивитарова од Атина, доколку воспоставиме Се разбира, кој ќе го вклучиме, што вели Ципрас? Во Атина е интересно, нели водат дебата во моментот тешкашите, односно Кириакос Мицотакис и Алексис Ципрас, од она што зборуваше последното Ципрас малку што слушнав, му велеше на Мицотакис дека во грчкото општество живеело во една лага, бидејќи жителите на соседната држава, кои што секогаш биле македонци, ги нарекува Скопјани, според името на нивната престолнина, но дека тоа е една лага и дека тоа е еден затворен круг кој што важи само во Грција, дека нигде у свет луѓето не ги нарекуваат Скопјани, освен оние што се жители на Скопје. Тоа го вели? Тоа го зборуваше до сега. Да, навистина храбро сите овие илузии што се граде и цела пропаганда изминативе 27 години да се урне Ципрас е најмногу. неверојатно храбар, тоа нема дискусија. Некои ќе речат нема што да загуби бидејќи секако ќе ги загуби изборите, но мислам дека сакаше да остави една трага од неговата владење, дека затворил еден проблем и тоа перманентно го повторува Сириза, дека сака и успеа да затворат едно прашање кое што 30 години
ја проблематизираше Грција, Македонија, целиот Балкан. Мицотакис рекол во говорот дека нема И намера... уште нешто да кажам, дека стварно е и од негова, и од наша страна, како што потенцираше господин Димитров, многу голема работа, некој што до вчера бил непријател, не само да запре со непријателски дејства кон вас, него да го претворите во сојузник. Ние лани, кога се кршеа копијата во Брисел и во Луксембург, околу пристапните преговори и датумот за преговори, оние кои што ставаа вето, кои што правеа ембарго, тоа беше Кодзијас или министерката за надворешни работи на Бугарија, беа најсилните поддржувачи за Македонија да го добие она што го заслужува, така што е навистина голема работа непријателите да ги претворите во сојузници, и тоа е една од главните придобивки на овој договор од Преспа за кој што се дебатира сега во Атина. Ке ги убедиме ли Франција и Холандија до јуни, после изборите во Европскиот парламент, да ни дадат Тука за има- преговори, само со Преспанскиот Еле. договор, оти не гледаме многу промени со реформите. Да зборуваме во 3 елементи. Таков е советот што го добивам често. Нели, во смисла на концентрација. Едно, прашањето на пристапниот процес. Ја дури избегнувам, веќе имам само автоцензура, не зборувам за проширување. Некои велат, ајде да зборуваме за консолидација на Европската Унија. Не е само тоа ние што ќе направиме и како сме прецепирани како држава, туку е самото прашање. Тешко им е на тие политичари да ја убедуваат својата јавност дека е тоа добро. Вториот елемент е европските избори. Тука ќе има резултатот, ќе влијае многу на овој процес. И третиот е тоа што ние можеме да го направиме. Факт е дека ние имавме добар извештај минатиот јуни од Европската комисија. Во некои делови подобар и од земји кои што се веќе во пристапниот процес. Да, но веќе и- дозволете да ве прекинам, ја предупредуваат Европската Унија, тај им пишува, треба да има на ум дека заради договорот во сега- Преспа се нарушени правните принципи со амнестијата, владењето на правото. Значи имаме и такви... Кај делумната амнестија имаше од Брисел и од земјите членки, имавме консултации, имавме и разговори, имаше и јавни изјави. Добро е тоа што тој политички чин го направија политичари. Не беше под маса во однос на судската власт. Значи, политичката работа ја направија политичари. Добро е што се направи јасна дистинкција дека има граници, тие што учествувале директно во насилство, организатори, инспиратори и така натаму, тие што биле на официјална должност да го чуваат собранието. И меѓу тие два, меѓутоа исто така може би со ова ќе завршам бидејќи мислам дека немаме многу време. Да, веќе сме на крајот, Не можеме само заради договорот. Договорот е огромна работа. И ние заради овој проблем цела генерација сме во чекалната. Го решаваме овој проблем, ако пак има затворена врата, кредибилитетот на политиката на Европската Унија кон Балканот е готов. Тоа е едно, ама тоа не е доволно. Заради тоа што Европа додека ние чекавме, не чекаше. Се движи, се има нови кризи, се има и ние овие неколку следниве месеци мора да направиме се што можеме, они да видат дека ние сме сериозни и дека во крајна линија се работи за почетокот на нашиот пат кон Европската Унија. И дека ќе имаме многу да одиме додека се направиме Македонија таква каква што сакаме да бидеме. Тоа се години. Ќе има и други европски избори, може би. Да, но Франција и вели, следни- ние сакаме да влезе држава што е подготвена, да не ни траат многу преговорите и со тоа ни дава до знаење дека може би сака да го одложи и датумот. Наша но е да можеби- направиме една клима од Македонија да се добива политички. Да биде непријатно просто да не се поддржи Македонија. Тоа не е лесно, ама ние мора да направиме се што можеме. Ја имаме Марија Дивитарова на телефон. Марија, што е ново во парламентот во Атина?
Тања, што току заврши говорот на премиерот Алексис Ципрас, практично оно што ги очекувавме клучните пораки на главните лидери на Кириакос Мицотакис и на Алексис Ципрас во грчкото собрание се завршени. Лидерот на опозицијата Мицотакис рече дека Грција во кој било момент ќе може да стави вето на членството на Македонија, поточно на Скопје, како што нарече, во Европската унија. Тој пред пратениците од собраниската говорница зборуваше 1 час и рече, цитирам, дека процесот за интеграција на Скопје во Европската унија не е поврзан со договорот од Преспа и дека Грција може во било кој момент да стави вето на процесот на интеграција во Европската унија и дека ова право нема да го напусти. Тој кажа и дека Преспа, практично договорот од Преспа не требаше никогаш да биде потпишан и дека никогаш не требало да дојде во грчкиот парламент за ратификација, бидејќи представува национален порак. Тој ги повика пратениците да гласаат не и да го отфрлат договорот од Преспа, бидејќи е штетен за Грција. Тој кажа дека мора да биде искрен, дека ако договорот се ратификува, тогаш нема да може да се поништи, бидејќи има посилна моќ од било кој закон и токму затоа пратениците треба да кажат не, бидејќи ако договорот еднаш веќе се ратификува, тогаш има поголема правна важност. Повеќе детали за обраќањата на лидерите најавувам за вестите во 21:30. Да, ти благодарам, Марија Дивитарова. Повторно ќе се јави во 21:30. И за крај, Кировски Мицотакис рекол кога нема намера кој ќе дојде на власт да го прими премиерот на Скопје. Или е тоа само дел од ова цела... Значи, мојата проценка е дека... Или тоа ќе проценка е дека ќе се смират заборави. духовите во Грција многу брзо и Кириакос Мицотакис ќе биде упатен да соработува. Се разбира дека независно може не еден 100 договори да подпишат Македонија и Грција, ако нема лична иницијатива, лична волја и ако може тие односи да бидат подобри, полоши. Очигледно е дека има некаков комплекс, има проблем семејството Мицотакис околу македонското прашање и не е исклучува можноста и да се стои на тоа што го вели Кириакос Мицотакис, да не се сретне со македонскиот премиер, независно кој ќе биде премиер од македонска страна, ама да бидеме и фер до крај, еднаш нека стане прво премиер, ја не сум сигурен дека во октомври Мицотакис ќе ги добие изборите, независно што сега е по водство на анкетите. Добро, ви благодарам за учеството во вечерашната емисија. Тука е крајот на Топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте убава вечер.